Во новиот парламентарен состав, како и во досегашниот, ќе влезат двајца пратеници од Кочани. По соопштувањето на првичните резултати од страна на Државната изборна комисија, известно е дека во пратеничките клупи ќе седне старо новиот пратеник Иван Иванов од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, кој се наоѓаше на 11-та позиција на кандидатската листа. Коалицијата за живот во Македонија на СДСМ ќе представува Сашко Костов, актуелен претседател на Општинската организација на социјалдемократите од Кочани, кој на листата на кандидати беше позициониран на 5-то место. Иако се очекуваше дека по дознавањето на резултатите од изборниот процес, тие ќе се појават во јавноста за да им се заблагодарат на гласачите за поддршката, до сега тоа не се случи. Инаку, освен двајцата пратеници од Кочани, во парламентот ќе влезе и досегашната пратеничка Магдалена Манаскова од Виница, како представник од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Таа на кандидатската листа се наоѓаше на добитната 6-та позиција. Според бројот на пребројани гласови во третата изборна единица, Државната изборна комисија соопшти дека ВМРО-ДПМН освоила 11 пратенички места, а СДСМ 9. За сега нема информации дали некоја од коалициите или партиите кои учествуваа во изборите во изборната единица број 3 ќе поднесе приговор до Државната изборна комисија за забележани неправилности или нарушен изборен процес. Сепак, факт е дека поради разликата од над 20.000 гласа меѓу двете најголеми коалиции, тешко може да се очекува евентуалните приговори да го изменат со односот на добиената поддршка од гласачите.